Да ви објаснам сега како беше целата ситуација. Она беше беше легна да спијам, знаеш, ја рано легнувам, не можам да легнувам касно, затоа што сега сум дали председател во парламент, мора да станам са бајле да видам све, да отворам врата, да отворам дуќан и едно друго. И ми звони телефонната на скриена линија што е тука и вика, ало, вика, овдека влјоса. Вика, мој влјоса, мој сестра, што правиш ти, бе? Вика, еве сум аеродром, сака да ми зимат торба, сака да ми зимат, еве, па добро, дај торбата да видат што имат унатре. Па не може, вика, да видат што имат унатре, тоа си мои си интимни работи, гачи, маици, нешто, дали им веш, убав веш, дали им веш. И тогаш ја викам, немај да им даваш да ти брчкат по вешот, земи овако како се вика, кажи на тие твоите од обезбедување да земат да ги бутнат малце, така да ги потурнат на страна, да не биде некоја белја. Абе вика, тука е оваа авионска полиција, вика, све ќе ти претресеме, ако ми претресат све, може и да ми најдат нешто. Добро бе, влјаса, не се возбудувај, сега ќе ти го правдам ја мој шеф на обезбеđење. И му се јави, викам, тоа е мај, ми го дадува од учека тие што се фин дечко, еден фин, нема ништо криминал со него, не. Малку нешто вратни злочин, нешто. Така, ама вие се глупи у македонска полиција, го примале кај мене за обезбеđење. Мислиш дека го проверил овие што се агенција? Ма курац, мај, тие се на одмор, сега се бањат таму у Халкидики. И така викам ја, ајде, иди ти бе брат да провериш што се случува. И он отиде таму, вика, многу сум бил нервозен, вика, после сум вадил пиштол на еден на друг. Ама не, само сум го репетирал, не сум имал не сум имал намера да пукам, не сум луд да пукам у аеродром таму. Како да се пукаш у аеродром, може некај да пој пилот да добие стрес на душа и на све, и како ќе пукаш у аеродром. Не, само сум го репетирал да видат кој сум ја. Тега сум ја шеф на обезбеđење на Африм Гаши, председател на собрание на Македонија и Верит. И така завршила таа ситуација. Не била ништо страшно. Сега Алехмети сака да се провоцира и да земе да он да биде главен, да се извинува на Вјоса. Ма Вјоса нема го зима неговото извинување. Го зима моето. Мене ми го зима. Така да тоа е тоа целата ситуација. Ги гледам денешниве политичари, се имаат, бе, од пиле млеко, бе. Од ној јајца, од слон урда, од кит икра, немаат што немаат. Пуни се ко бродови, ко пиратски бродови, ма какви бродови, бе, ко танкери се пуни. Така и трошат на танкирано. Земи плата 3000 евра, земи патни трошоци 10.000 евра, земи дневници, земи процент од тендери, земи кеш, земи аванта, земи станови, земи деловен простор, земи ауди, дај го аудито на комшијата, земи земјиште, дај го на женати, земи колбас, дај го на швалерката. Колбас, мислам, по дебелите. Ама души ненаситни се. Тоа газето нивно имат со лажа 24-ка, бе, само за зимање. Во состојба се дете од мајка да земат и мајка од дете. Како зашо имаат потреба, зависи. Возат бесни мотори, а до вчера паѓале од тротинет, носат скапи одела, а до завчера биле на рецка на тезгата кај Дудушу шутка. Пија 24 годишен виски, а до вчера пија брзо смртка од тезга у Ѓорче 110 денари литар. Носат кавали патики, а до пред некој време шетаа низ мало со бели чорапи и југопластика папучи со жица врзани. А се заборавија они тоа, бе. Заборавија кога излегоа од калта у нивте, од нојот кај свињте, од лајната кај кошките. А некој ќе речат, ние сме градски деца. Не. Вие не сте градски деца, вие сте градски лоповчиња ситни кои сега пораснале у џебои, така се натапкале, па станале лопови крупни, што би рекле бугарите, арамии на едро крупни арамии. Гледам некои ликови се утепаа, пување со аута на Facebook, со опрема, со слободно време, со пара, додека брачните им другари се до лактови у криминал,
у владеачкава структура, нели? И се мисла дека ние сме улави и ќорави, дека ако десетина пушикаровичи им прават лице со лајкови, дека тоа општата состојба, дека сите мислиме така, дека е се добро, дека никој ништо не им замера. А во превод не прават будали на очи и уши, како да не слушаме кој во кој тендер бил замешан, колку милиони со нивна помош исчезнале. А го гледаш типот без работа, ама ко у Холивуд бе да е глумец. Тоа е кај нашите политичари, функционери, нивните брачни другари и некои роднини од нивна блиска околина, додуша не сите. Главната карактерна особина им е дека немаат срам, или што би рекол нашиот народ, немаат срам, немаат страм. Со едно големо Т. Страм или срам, се едно, тоа е забранета категорија кај политичариве. И се гордеат што немаат срам. Тоа било шмекерски, бе, во духот на новото време, тоа било европски, левичарски, да немаш срам значило да си припадник на пупело граѓанство, кое се прима. Го прима за име, за идентитет, за јазик, за народ, за држава, за пасоши. Ама нема срам, важно го прима. Додуша може некојаш малку ќе поцрвени кој ќе го прими, знаеш, она го примеш, ако е така, покрупен. А може некојаш и ќе поцрвени кој ќе најде соодветна партиска врска да заврши работа. Но генерално се тотално оперирани од срам, нели? А срамот е врзан со образот. Кој нема срам, нема ни образ. А кој нема образ, тој нема чувства, значи е безчувствително гојдо. Значи ако нема срам, ти си гојдо. Но не би било страшно да си гојдо во денешно време. Битно било да си, нели, говедо или стока, нели, ама пуна кеш стока. Значи да си говедо, ама пуно кеш, тоа било битно. Со станови, со фирми, со илјадници заебани луѓе, нели, позади тебе, за ти да можеш да имаш пари. Се ова е резултат на една работа која што ни еден политичар ја нема дома, иако има се, нели, како едно квалитетно гојдо. Што е таа работа што ја нема дома ни еден политичар, а? Сега ќе ви кажам што е тоа. Абе, немаа дома огледало. Да, обично големо огледало за во ходник, кај што ќе можеш да се огледаш кој си и што правиш, нели? Да се видиш убаво, целосна фигура, па таков да те видат и децата, па убаво да те видат роднините и на крај да те видат мајка ти, татко ти, нормално, ако не се исто гојда ко тебе. Огледалото е најважниот фактор за срам, затоа што немаат огледало, немаат ни срам. Причинско-последична врска. А некој може би и физички имаат огледало, ама бегаат од него. Затоа што знаат дека како вампири нема да си го видат својот одраз. А се вампири, затоа што секојдневно без срам и перде му ја цицаат крвта на народот, ограбувајќи го и предавајќи ги неговите интереси, служејќи се со лаги и измами. Абе, фуј бе! Одвратно! Ми се повреќе од оваа констатација за политичарите, која за жал е супер точна и секојдневно ја чувствуваме на својата кожа. И нема да биде подобро. А ако биде, ќе го почувствувате тоа веднаш по подобрувањето. Едноставно, по продавниците за мебел низ државава ќе снема огледала. Значи, ги купиле луѓе кои се бајли навечер, ќе се огледаат во нив, да видат кои се и што направиле дента. Ако одразот ги пофали, на добар пат се, а ако бегаат од него, тогаш станале како сегашниве. А на сегашниве една народна клетва. Да даде горнион, да им се скршат огледалата од кои се кријат. Тоа било многу добро за вакви штетници. Ке имале некој грейс период од 7 години да се покајат. Ако преживеат.